Благодарам, господине Джафери. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, честно и доблесно беше после чекање од 2 часа започнувањето на оваа седница, барем да се извините на пратениците затоа што сите се дојдени пред 13 часот на седница, која што веќе е закажана и на која што имаше 63 точки на дневен ред. Сега, бидејќи закони стигнуваат после закажувањето на самата седница, значи после 13 часот, веќе и не знам колку точки на дневен ред ќе има оваа седница. Зборуваме за календар на активности, зборуваме за транспарентност на собранието, а голем дел, ако не и сите, пратеници се уште ги немаат примено сите материјали за денешната седница. Затоа, господине Джафери, срамота е ова што го правите, може би не толку ваша вина, колку што е вина на владата, да од 70 и неколку точки на дневен ред, ние имаме денеска околу 30 на точки по скратена постапка. И дополнително на тоа, ја задолжуваме државата за 296 милиони евра со 5 закони во скратена постапка. Министерката за финансии да излезе и да каже, поради тоа што не се работи за сложен и обемен закон, барам истата да се донесе во скратена постапка. Ниту имаме материјали за дел од точкиве, ниту знаеме што е за дел од точкиве, а гледам колеги пратеници тука ви прават кворум и ажурно гласаат и присуствуваат на самата седница. Расипништво е ова што го правите денес, влада на Република Македонија, затоа што за неполни 31 месец државата ја задолжувате за 914 милиони евра. И сето ова да го спакувате во постапка дека не се работи за сложен и обемен закон, ние да го поминеме денеска. Стварно, срамота е ова што се случува денеска во законодавниот дом во собранието. Доаѓаме на седница, чекаме 2 часа, седницава касни, се закачуваат закони, доаѓаат одредени информации, немаме материјали, ја не знам како ќе ја тераме денеска оваа седница. Или треба сега предизборно, секде кај што имаме ветено, да потераме активности, да дадеме пари и на општини и на градоначалници, за да кажуваат ова ќе го направиме, тоа ќе го направиме. Господине Джафери, го симнуваме нивото на законодавниот дом со сите овие постапки што ги правиме. Навистина е срамота ова што денеска се случува во законодавниот дом. Ви благодарам.